сме, ние сме во впечатоци, продолжуваме понатаму за нешто што е македонска традиција, македонски обичаи, воодушевени сме, особено од подарокот кој што го добивме. Ова е културно наследство. Можеме, колеги, вака? Благодариме за честа и за привилегијата. Да, ќе зборуваме за една од највпечатливите манифестации кај нас. За галичката свадба зборуваме. Подготовките се започнати, веројатно кога ќе се спомене дека треба да се избираат зетот и невестата, веројатно знаете дека со тоа и започнува и целата подготовка. Да се пивнам водичка, бидејќи ќе имаме убав разговор. Конкурсот е веќе во тек, трае до утре, 19 февруари, распишан од местна заедница Галичник. Одлуката за избор на двојката, што ќе има честа да застане пред олтарот во црквата во Галичник, ќе биде соопштена во март година. Да, со нас се од мојата десна страна Ана Сериевска и Филип Филиповски. Добро утро. Добро утро. Добро познати презимиња, кога е Галичник во прашање и нешто што си носи не само корени, туку традиција, обичаи кои што генерацијски се пренесуваат. Така што и тоа како сте повикани одговорно за да одговорите на многу прашања, може да започнеме со првото прашање со оглед на тоа дека дали со отварањето на конкурс за избор на зет и невеста, Ана може и со вас, започнува официјално цела подготовка за галичка свадба? Не, значи подготовката за галичка свадба трае во текот на целата година. Буквално од самото со завршување на претходната од самото завршување на претходната продолжуваат подготовките за наредната. Галичката свадба се случува во Галичник, што за жал е една иселена средина, каде што се што се случува и било што да се организира, таму треба огромна логистика, поддршка, планирање, така што подготовката за галичката свадба тече преку целата година, но веќе кога се приближуваат овие пролетни месеци, ние мора да ги избереме зетот и невестата, за да имаме време да се подготвиме, да ги спремиме за кога ќе дојде Петровден да биде секако што треба. Пријавувањето трае до утре. Јас не знам која храброст имаш, Јована, да ја оставиш таа тешка книга така да стои да не преплаши ако падне, но ти се знаеш ако се штрекнеме, добро. До утре трае пријавувањето. Каков е интересот околу апликациите година во година, каков е трендот? Па, лани имавме многу успешна галичка свадба, многу успешна организација и добивме доста пофални зборови и позитивни критики, така да и очекувавме. Како што очекувавме и се случи, имаме поголем интерес годинава за галичката свадба 2026. Имаме неколку парови кои што се веќе пријавени и уште еден ден имаме, како што рековте, па ги охрабрувам тие што не се пријавиле, слободно пријавете се и ќе разгледуваме, ќе одлучуваме и ќе биде ден за паметење, некој сигурно ќе биде среќен. Сега имаме среќиничка која што во 2014-та бевте вие и сопругот. Да. Така, Ана, сакам да го споделиме вашето искуство, со оглед на тоа дека паровите треба да ја раскажат нивната приказна, така нивната мотивација, зошто е важен лично тој момент за нив, без разлика претходно треба да ги исполнуваат сите услови, така да бидат од Галичник, да имаат потекло и така натаму, но која беше вашата приказна, зашто токму вие ги освоивте како одбор и вам ви доделија честа во 2014? Ние пред се го исполнувавме, ајде да кажам, најбитниот критериум, потеклото од Галичник и нашите семејства и нашите предци биле активно вклучени во афирмација на Галичник. Од страна на мојата мајка, јас потикнувам од семејството Ажиевски, тие буквално од почетоците на организирање на галичката свадба како манифестација до моментот додека не починаа беа активни. Со тоа и ние како внуци од деца бевме задоени со таа приказна. Од страна на сопругот Александар Сариевски е големо име, уметник, фолклорист, кој што мијачкиот крај го има пренесено на секаде во светот, преку песна и особено Галичник. И ние како галичани сме многу благодарни за тоа. Значи,
тоа како критериум го исполнувавме, како што испомнав моето учество од рани години и мојата желба која што ја чувствував во текот на годините беше огромна. За сопругот ќе признаам не толку, но кога разговаравме на таа тема, него сето тоа му делуваше многу страшно, зашто навистина не е мала работа, има многу адати, многу процедури, многу учење, многу вежбање, сето тоа, но ја испочитува мојата желба и се пријавивме. И сега на местната заедница Сдруженијето има совет кој што на советот се разгледуваат тие апликации, се гласа, се одлучува, така што ние бевме избрани и имавме таа чест. За мене е неповторлива, значи неповторливо задоволство и чест, зашто јас од дете не сум сакала, не сум мечтаала за свадба во бел фустан, така што ова ми беше исполнување на соништата. Така. Тоа како, Ване, знаеш колку е тешка таа нос? Тоа сакам да прашам, тоа треба тренинг. За невестата треба тренинг малку. Во поглед на носиите сега ќе ви кажам, тоа точно дека се тешки. Невестинската носија со накид некада околу 25 кила тежи. Но тоа се носи кои што се правени од природни материјали, значи од памук, од волна, и доколку се убаво облечени, зашто и самото облакување на невестинската носија, има посебна техника. Доколку таа носија е рамномерно распределена, доколку невестата е убаво препашана со појасот и секој дел од носијата си е на свое место, воопшто не се чувствува тежината, а поради природните материјали од кои што е направена, многу попријатно се осеќам јас во носија на Петровдан на 30 и кусур степени, отколку некој што седи на три бенита со мајца по кратки ракави. Или невеста во свилена венчаница, истиот период, тука во Скопје на 45 степени. Така. Не, навистина тоа е така тешка, но не е нешто страшно. Мораме да прашаме за тоа, бидејќи нели секогаш има и митови и интересни работи кои што сакаме да ги истакнеме. Ако зборуваме за критериумите, пријавувањето нели завршува утре, кои критериуми имаат најголема тежина при одлучувањето? Галичани мора да се секако. Како што кажа Ана, значи прв, да речеме, услов или критериум и најважен е да се има потекло од галичник. Ако може и двајцата, еве, како Ана и Саре, би било најдобро, па понатаму еден од пријавените мора да има потекло од галичник и тоа е услов кој што никогаш не е пројдено преку тој услов. Имавме и поодамна еден случај, ете баш имаше еден австријски конзул со трет брак, кој што сакаше да конкурира многу и да биде галички зет. А од друга страна имавме наше дете Јурукоско, кој што исто се пријави да биде зет. И иако имаше значителни понуди за спонзорство од страна на конзулот, сепак Јурукоски си направи свадба и ние сите со него, така да условите се практично тие кои што се најважни и потоа нели да нема црковен брак склучено пред тоа младенците, бидејќи таму треба да се венчаваат и се понатаму што следува, што е дел од огласот. Сега, Филип, убаво што ја спомена оваа приказна и ми се наметна прашањето дали воопшто вие им објаснувате на оние кои што конкурираат колкава е одговорност да се биде зет и невеста на галичка свадба. Дека тоа не е само еден момент на исполнување можеби на соништата, не е само еден момент во кој што целиот свет, затоа што целиот свет зборува за галичка свадба кога се случува, вниманието е токму таму, нема да ги запознае туку дека тие носат и одговорност, пренесуваат традиција, мора да испочитуваат се она што е генерацијски пренесувано од колено на колено. Така, тоа е практично наша обврска. Значи, меѓу другото што имаме еден тон обврски низ галичник, таа ни е една од поважните обврски околу галичката свадба. Иако со самото тоа што условот е да се има потекло, веќе имаат некое предзнаење, како што рече Ана, задоени сме, нели, сите. Но сепак, пошто се млади дечки, млади парови, ние имаме обврска да им ја објасниме тежината на тоа што го прават и дека не е само еден викенд и манифестација и камери и забава, туку дека мора да се испочитуваат сите обичаи кои што се вековни, кои што се зачувани и кои што и они мора да ги научат, да ги изодат тие 2 дена,
за и да си имаат како што треба пропер галичка свадба со сите Јас детали. тука би додала, ако може, на сите, досега сум имала неколку парови со кои што работам во нивното припремање, значи секогаш им објаснувам дека одговорноста е преголема, пред се поради тоа што нели сите очи се вперени кон нив, не помалку е тешко да имаш одговорност кон сопствениот народ кој што го представуваш, а особено кон заедницата од која што потекнуваш. Зашто за галичаните свадбата и Петровден се свето нешто, не за џабе си уште постои онаа изрека кај да си за Петровден дома да си, и буквално мислам дека и најголемата одговорност е кон нив, зашто под будното око на галичаните се, ние знаеме да бидеме доста критични и кога се работи за нашето, сакаме да биде најдобро. Сакате да си го чувате, па добро, така и треба, да. Сега завршува утре конкурсот. Споменавме нешто, начнавме околу посебните подготовки што ги поминуваат младенците, но ако одиме дел по дел, месец по месец, што следува до Петровден? Сега, подготовки, прво ги информирате, предпоставам дека се избрани, ги информирате за сите правила. Откако ќе се направи изборот, дел од мојата задача во реализирањето на свадбата е баш тоа, подготовка и едукација на младите и нивните семејства. Ние се сретнуваме многу често, тоа е многу динамичен процес и многу интересен процес, иако тие се со претходно некое предзнаење за одредени обичаи. Има многу работи кои што во текот на самиот процес првпат ги слушаат и првпат ги приметуваат, дури не им се верува дека не ги приметиле. Самата свадба е многу богата и обемна со адати, со обичаи, со ритуали и многу е битно тие да бидат спремени како што треба, зашто сите тие обичаи нашите предци со огромна почит и внимание ги изведувале. Така што јас започнувам со нив со тоа што им праќам литература, која што е стручна, етнолошки книги кои што се баш за свадбините обичаи од галичкиот крај. Потоа одиме заедно кон разгледување на стари сценарија, гледаме стари филмови и мислам пишани записи снимени кои што ги имаме од 30-тите, 40-тите, 50-тите години кога во жив галичник се случувале тие автентични свадби. И буквално никогаш ако има потреба и правиме симулација на самата свадба, ликовите посебно се подготвуваат. Не помалку има работа подготовка на ликот свекрва кој што е апсолутно битен во целата свадба отколку кај невестата. Значи со сите посебно се работи, особено со блискиот круг на семејството кој што учествува во изведувањето на обичаите. Правиме симулација буквално како на проба за театарска представа. Па поминуваат потоа на обука за јавање, на активности, разни активности. Да, секакви активности, нели се до моментот кога веќе последните 2 недели се зафатани со презентација на истото, најавување на истото по телевизија, медиуми и слично. Добро, ќе се видиме тогаш повторно. Да. Објаснивте, Филип, дека Петровденскиот викенд е еден од најважните за галичани. Освен со тоа што ќе се соочите со преголем број на туристи, и добри домашни и странски туристи, во подготовката, кој е најголемиот предизвик? Чинам дека секоја година предизвик е сместувањето. Дека тоа е нешто со што се соочувате. Некои сакаат и да останат да преспијат вечерта, некои сакаат и вечерта претходно да бидат, но можностите се ограничени. Како го решавате тоа? Нели, кај да си за Петровден дома да си, односно во Галичник да си, така да полни се сите куќи со прво со нас, со галичани. И со роднини, со пријатели, И со роднини, со пријатели. Ние вака, каде може сме сместувале луѓе, но сепак предизвикот во целата организација е да прво тие свадби траеле кога бил жив Галичник, траеле по 7 дена, по 6 дена. Имаме ние вестници. Како ги решавале тогаш?
На селска ливада ги решавале, веројатно со шатори. И па живееле таму, и било полесно. Сега било поинаку. Да, сега ние тие 7 дена, тие што се обичаи сите кои што се развлекувале преку 7 дена, тоа биле фестивали. Значи, и Зурли, и Тапани, и Ечела, цела Бистра. Сега треба да ги споиме во 2 дена, практично. Ние тоа успешно го правиме, но ете тие се тие предизвици. Значи ние во 2 дена треба да ја свадбата организираме, реализираме од почеток до крај без да се промаши ни еден ден. Потоа треба да ги донесеме сите луѓе кои што се гости од страна, да ги сместиме на некое место, да ги обезбедиме. Имаме покровител на галичката свадба е председателот на државата, си има посебен начин на протокол за нив, министри, градоначалници, амбасадори, конзули и така натаму. И луѓето кои што доаѓаат. Има обезбедено превоз од одредено паркинг место пред Галичник од наша страна, Комбенца одат напред-назад. Тоа е голем паркинг, старо фудбалско игралиште, каде што секој може да дојде, да си остави колата, ќе биде спроведен и вратен како што треба. МВР е тука да ни асистира, така да има предизвици, ама ние добро се снаоѓаме. Добро се организирани. Добро. Ви благодариме. Да, ви благодариме за гостувањето. Најавивме дека ќе се видиме повторно. Најавивме дека кога ќе бидат при крај подготовките, кога пред галичката свадба дека ќе се видиме. Така што до тогаш со лесно работа само. Ви благодарам. Ви посекуваме, да. Следен пат со зети невеста. Хајде се надиваме. Да, дека ќе дојдете сите заедно. Благодарим.